Денеска сме во кабинетот на деканот на Филолошкиот факултет Блаже Конески при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Професор доктор Владимир Мартиновски е наш гостин во ова издание на серијата интервјуа. Имаме неколку прашања за вас. Има многу поводи да се покани професорот за едно вакво интервју, но ја го користим и тоа што оваа година факултетот одбележува 80 години од првото предавање на Филолошкиот факултет, односно на академик Блаже Конески. Тоа практично означуваше и почеток на една историја на академијата, на Филолошкиот факултет, на изучувањето на македонскиот јазик, македонската книжевност, веднаш после војната во 1946 година. Професоре Мартиновски, ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам и за поканата. Да. Поводот е навистина многу голем и да, тоа е голем. Што на самиот почетокот од оваа јубилејна и славеничка година имаме можност да дискутираме. Тоа е голем повод и добро е што е тоа така и да го искористиме тој повод за да го направиме овој разговор, но кога сте во прашање вие лично, за вас може да се каже дека, ако можам да го искористам тој термин, сте личност со повеќе идентитети. Тоа идентитети сега е зборот прилично популарен овие години кај нас, но во смисла на тоа дека освен што сте декан на факултет, професор тука на факултетот, вие истовремено сте и писател, поет, музичар, сликар и така натаму, повеќе активности, така да уверен сум дека овој разговор ќе ги опфати и тие теми и ќе биде интересен и за нашите гледачи. Но за почетокот да почнеме со функцијата што ја вршите тука на факултетот. Декан на Филолошкиот факултет и ајде пак да го споменеме овој јубилеј, што значи денеска да се биде на челото на оваа институција која го носи името на Блаже Конески, која слави голем јубилеј. Дали е тоа предност и полет или е некој, условно ќе кажам, товар кој ве тера да правите повеќе и повеќе од она што го чувствувате како наследство од Блаже Конески и од историјата на овој факултет. Одново да ви се заблагодарам за поканата и веднаш да ви одговорам вака децидно дека е и едното и другото. Ги опфаќа и двата аспекти. Секако дека е огромна одговорност со самото тоа што институцијата го носи името на Блаже Конески. Секој од нас тука не би се издвоил од секој што е член на овој колектив има огромна одговорност кон македонскиот јазик, литература, култура, но и воопшто кон филологијата, кон науката, кон големите дејности со кои се има занимавано нашиот патрон. И секако не бил сам со таа основоположничка генерација колеги кои ги ставиле темелите на македонската филологија и кои биле мощни активни на многу планови. Значи, ние од пред некоја година започнавме еден многу значаен проект со кој сакаме да го документираме, да ја документираме дејноста на професорите, наставниците на Филолошкиот факултет од основањето, кога се викали Филозофски факултет, имаме заедничка историја, се разбира и со Филозофскиот факултет, се до 74-та година кога се издвојуваат, но сме заедно и многу работи ден денеска ги правиме заедно. И секако ние сакаме да ги документираме, значи макропроектот, достигнувањата на сите наставници од основањето на денес во три големи подрачја. Тоа е секако научната работа во сферата на филологијата и лингвистиката, се разбира литературната наука, теоријата, преведувањето и секако и авторската работа. Така што првиот том кој излезе пред неколку години се вика книжевници, наставници на Филолошкиот факултет, вториот кој излезе неодамна се книжевни преведувачи, 70 автори се тука застапени, нивните библиографии комплетни. Се работеше неколку години на овој многу убав проект, многу значаен. И третиот том на кој исто наскоро е во оваа година ќе започнеме, каде што ќе ги имаме комплетните библиографии не само на патронот, туку и на сите наши претходни и актуелни колеги. Така што одговорноста е од една страна голема или она што го нарековте вие товар, но истовремено и голем предизвик и голем елан. За нас патронот е еден навистина голем извор на инспирација, како неговата научна работа, втемелувачките дела во сферата на лингвистиката, неговиот поетски, прозен опус и секако неговиот преведувачки и општествен во крајна линија
опус, сето она што го има направено за македонската култура и за нејзиниот диалог со светот, бидејќи Конески на вистина како науката е интернационална и неговото значење е и многу пошироко. Да. Овие дела тука што се пред вас е едно посочивте, веројатно и за другите ќе реферирате малце понатаму, се она што се вградува во она што е историјата на факултетот и она што тоа се најновите изданија. Да, и она што е прилика само еден дел. Има и многу други изданија кои ќе излезат во текот на оваа јубилејна година за кои ќе говориме во некоја друга пригода. Секако. Од она што да зборуваме сега малце за македонскиот јазик и за македонската книжност и за интересот да се изучуваат, да се истражуваат од аспект на запишувањето на студентите. Едно време имаше една кризна ситуација кога беше афирмирано дека мал број студенти се запишуваат на катедрата за македонски јазик. Дали е тоа надмината ситуација, каква е сега ситуацијата, особено имајќи го предвид од овој општествено-политички аспект во последните години со кои се соочува македонскиот јазик, односно неговото негирање? Видете, зависи со што споредуваме. Ако споредуваме со бројките од пред 20 години и на ниво на целиот факултет, тие се намалени. Мислам, тоа не е никаква тајна, тоа сите го знаеме. Меѓутоа, ако споредиме и со некои покризни периоди, кога сме имали помалку студенти, сепак може да бидеме некаде, можеме и да бидеме задоволни, секако надевајќи се дека ќе имаме и повеќе студенти кои студираат македонски јазик, македонска книжевност. Палетата што ја нуди филолошкиот факултет е прилично широка, 11 катедри, 25 јазици се изучуваат. И јас би кажал дека секој филолог што студира на филолошкиот факултет, секако дека покрај овие студенти кои се специјализирани за македонистика, нам секој студент ни е драгоцен. И ние пред се работиме на квалитетот на студиите, многу ни е значено секој студент што ќе излезе од филолошкиот факултет да биде максимално компетентен во областа за која што студирал, а можеби најубав пример кој би сакал да ви го посочам, да кажам дека всушност секој наш студент е меѓу другото и македонист. Меѓу другото, бидејќи секако изучуваат и други јазици, се изучуваат. Многу е широка палетата. Меѓутоа, веќе години наназад организираме преведувачки работилници посветени во годината на Конески. Излезе оваа прекрасна повеќејазична антологија, би ја нарекол, каде што песните на патронот се преведени на 14 јазици од страна на нашите студенти, секако под менторство на професорите и на странските лектори. Потоа во годината на Шопов излезе Пронајди збор, исто така препеви. Тие препеви, да може да се преведува поезијата и најновото издание, сега го промовиравме неодамна, циклусот за светулките од Матео Матевски на 17 јазици. Значи, за нашите студенти да можат секако да преведуваат поезија, каде што јазикот се ги достигнува највисоките дострели, нели, остварува естетска функција, потребно е огромно предзнаење. Во крајна линија и тука и се надоврзува и со оваа монографија за која што говоревме. Конески уште во 46-та вели јазикот се кове во работилницата практично на преведувањето. Така што може да кажеме дека сите наши студенти, се разбира пред се студентите што студираат македонистика, но сите тие даваат придонес кон проучувањето, во крајна линија и сите јазици се проучуваат и литератури споредбено, потребна е споредба и со млечиниот јазик, со млечината литература, така што мислам дека можеме да бидеме и оптимисти во оваа јубилејна година. Имаме солиден број на студенти на сите катедри, можеби намален во однос на минатото, но тоа се должи на многу фактори, и демографски секако, и фактори што многу наши млади се одлучуваат да студираат во странство, што е исто така една тенденција која е глобална, не е само кај нас, и во крајна линија е убава, во универзитетското образование е меѓународна, науката е исто така меѓународна, една голема, академскиот простор е универзален, така што многу е битна и соработката на нашите студенти, исто така вмрежувањето, можноста да патуваат. Има ли странски студенти, луѓе што студираат на странски студенти? Да, особено имаме може за една нова тенденција да говориме на филолошкиот факултет, последниве 2 години
имаме значителен број значи и странски студенти кои пред се запишуваат на едногодишните стручни студии за изучување на англискиот и на македонскиот јазик, кои им се потребни за да можат да студираат на другите единици на науки. Станува збор, пред 2 години се запиша 100, минатата година 150, така што може да се зборува и за една нагорна тенденција, раст и за интернационализација, секако и на факултетот како единица науки, но и се разбира во рамките на целиот тој убав процес на интернационализација на целиот универзитет. Так. Добро е што ги спомнавте овие примери каде што студентите се вклучени во креирањето на дела, на работилници, учествуваат на конференции и така натаму, бидејќи е тоа многу важно, затоа што не е доволно да се практикува еден застарен модел на екс-катедра предавања, а да не бидат вклучени студентите уште за време на самите студии. Во таа смисла, што очекувате вие од студентите на вашиот факултет? Видете, тоа е клучно и ние се обидуваме и на вистина сосема вака дури со гордост можам да кажам дека сме во тек со сите глобални академски стандарди и процеси каде што студентите треба да бидат вклучени во наставата на активен начин, не само во на редовна настава, туку и со голем број други дополнителни активности. Меѓу нив се секако преведувачките работилници кои ни се редовна појава, еве може да го споменам меѓу најновите изданија и проектот Островски, каде што студентите од славистика го преведуваа овој значаен руски класик, но има и многу други, еве ги поканувам вашите гледачи да ја посетат нашата веб страница. Сите овие изданија се достапни, посебно се гордееме на студентските изданија, бидејќи во нив се гледа капацитетот на нашите студенти. Многу често се тоа еве би сакал да го споменам и зборникот Како си ми. Тоа е една редовна студентска конференција, јубилејната 10-та се одржа минатата година, ова е зборникот од таа конференција, веќе се работи на 20. Значи студентите целосно работат на една научна конференција во која што се гледа дека тие располагаат со знаење кои се на вистина на ниво на она што се работи на најпрестижните универзитети во светот. Исто така кога зборуваме за практичната настава, секако наставните насоки од сите катедри се вклучени и во текот на студиите ги следат тајните на наставниот процес, значи добар дел од нашите дипломирани кадри се стануваат наставници, но исто така значаен дел од нашите дипломирани студенти влегуваат во сите пори на она што се нарекува културно живење во нашата средина и на меѓународен план има многу голема комуникација бидејќи се вклучуваат добар дел од нив и во невладиниот сектор, и во културни иницијативи, во меѓународни проекти и така натаму. Так, ова е важно и заради тоа што кога се промовира филолошкиот факултет, важно е да се препознае дека уписот на факултетот практично овозможува учество во креирањето на содржините на самиот факултет од страна на студентите. Јас сеќавам, на пример, ќе го поврзам тоа со моите студии на филолошки факултет, завршив на општа и компаративна книжевност, првата генерација, и знам дека, сега ќе кажам, нешто што беше тогаш во смисла на иновативност на програмите, во смисла на иновативност на курикулумите на факултетите или на самото создавање на нови студии, на нови некакви интердисциплинарни студии. Тоаш кога се запишав ја на филолошки факултет во првата генерација на општа и компаративна книжевност, имаше отпор во смисла на тоа дека не ни е потребна сега оваа катедра, зашто се дуплираат програмите, се дуплираат другите содржини, меѓутоа катедрата си покажа дека имаше оправдување и ми се чини дека оваа година прославува 45 години од незиното основање. Во таа смисла сакам да ве замолам, дали на факултетот сега постои таков тип на отвореност за прифаќање на нови модели, нови содржини, на поврзување на дисциплините, односно она што се нарекува интердисциплинарност во креирањето на студиските содржини? Секако дека постои. Самиот факт што го напоменавте и за катедрата за општа и компаративна, на која што и јас предавам,
и која како дисциплина книжевно-научна е фундирана практично врз таа идеја на интердисциплинарност, на трансдисциплинарни врски со многу други дисциплини, научни сознанија, таа постојана потреба за отворање на нови хоризонти во проучувањето на книжевноста и културата. И тоа е вградено практично не само на таа катедра, туку и на филолошкиот факултет, во една постојана потреба за иновирање на наставните програми. Ние сме постојано во тек и моментно, дури во просторијата во која што се наоѓаме, тука се одржуваат и седниците на деканатската управа, ние сме во тек веќе неколку месеци, работиме, секако го очекуваме измените на Законот за високо образование, за да секако можеме и пред рокот, ние секако имаме акредитирани програми на сите три нивоа, прв, втор, трет циклус, но сакаме на првиот циклус дури една година порано, пред да истече рокот, да направиме исто така едно подновување, иновирање, вкрстување и така натаму на содржините на студиските програми, за да бидат уште по усогласени со најновите тенденции во образованието. Така. И кога зборуваме за овие тенденции, дали на тие форуми, совети, што и да се тие состаноци од раководните структури на факултетот, сте разговарале некогаш и за овие, сега може да изгледа чудно што го поставам вака прашањето, но за новите трендови во технологијата, технолошките иновации, вештачката интелигенција и сето тоа влијае на многу аспекти на животот, па и на академијата, и на студирањето, и на изучувањето, и на така натаму. Да. Што мислите вие, како тоа ќе влијае и дали за тоа треба превентивно да се размислува во смисла на тоа како да се прифатат тие придобивки, а да бидат од полза за развој на студиските програми? Секако дека разговараме, сите сме свесни, сите сме сведоци на големи технолошки промени кои дури експертите од оваа област не може да ги предвидат за следниве неколку години, а камоли за неколку децении. Многу динамични промени, значи новите технологии задираат во сите аспекти на живењето, секако вклучувајќи го образованието на сите нивоа, од предшколско па се до високо и така натаму, ресурсите, значи како да ги искористиме нашиот предизвик, како да ги искористиме предностите на новите технологии, како да избегнеме, се разбира, злоупотреба на тие технологии во образованието, што секако дека е еден од глобалните предизвици, не е само кај нас, како да ја развиеме во крајна линија и дигиталната хуманистика, која секако дека е пред нас како едно ново интердисциплинарно подрачје пред нас, затоа и интензивно работиме на елаборат, веќе има работна група која работи на подготовка на центар посебен за дигитализација и за дигитална хуманистика. Тука сме упатени и на другите единици секако, и тој процес на дигитализација, дигитална трансформација секако дека се случува забрзано на ниво на цел УКИМ. Навистина многу се радувам што многу услуги кои порано мораше да се прават од страна на студентите на шалтерите се повеќе се прават многу поедноставно. Значи секако дека наша цел е што повеќе да ги искористиме новите технологии во смисла да се олесни, подобри и подигне квалитетот на образованието, а секако да се избегнат сите можни други нуспојави кои би имале негативни последици. Ово прашам и од аспект на книжевноста, на творевштвото, и дали овој тип на технолошки напредок, прогрес кој апсолутно максимално брзо се развија, може да има некако влијание на книжевноста на така наречените мали јазици? Видете, мислам дека тука има многу теми во вашето прашање. Може да го разгледуваме од повеќе агли, од повеќе перспективи. Факт е дека новите технологии земаат во буквална смисла на зборот добар дел од времето окупираат на современиот човек. Пред екраните сме сите, без разлика дали се тие мали или на нашите така наречени телефони, тие се најмалку телефони, се друго се. Па се до компјутерските екрани и сите други видови, значи тие може да бидат алатки во образованието и се, де факто ние користиме секако мултимедијална
настава, тоа не е ништо ново, имаме мултимедијален центар веќе 20 на години, имаме добро опремени кабини кои треба, односно опрема особено за преведување и толкување, кои треба исто така работиме на тоа да бидат уште поадаптирани на новите можности. Предизвикот за книжевноста денеска е што новите, не само новите генерации, кај сите, потребата од брзи информации, од динамични медиуми, малку негативно. Тоа е, мислам дека има многу истражувања кои покажуваат, општо земено одземаат малку од фокусот и концентрацијата на современиот човек врз побавните медиуми, како што е секако книгата. Меѓутоа, тоа не значи дека тој медиум е надминат. Напротив, мислам дека времето на книгата, како што книжевноста се менувале многу технологии, нели? Од устното пренесување па се доаѓаме до читање на книгите од екрани, јас многу читам книги од екрани. Тоа покажува дека секако книжевноста и потребата за уметност на човекот ќе остане секогаш актуелна. Ова го прашав и од аспект на тоа што дали современите технологии можат да го помогнат пробивот на, бидејќи нели, проблематично е да се зборува за мали литератури, мали јазици и така натаму. Важно е дали се тие добри, дали се соодветни на стандардите, дали се универзални во смисла на своите вредности, дали носат нешто ново во естетиката, во книжевноста и така натаму. И сега, имајќи го предвид тоа што сега го имаме како технолошки можности, некако ми доаѓа да го споредам тоа со периоди кога не постоеа такви технолошки можности, а сме сведоци, историјата запишала на големи пробиви на одредени литератури. Например, се смета дека, не знам, во 19-тиот век или почетокот на 20-тиот век, за руската литература се вели дека влегла како ураган на светската книжевна сцена. Потоа истото тоа може да се каже за многу други литератури, латиноамериканската, германската, американската во некои понови времења и така натаму. Може ли тоа да биде начин, да речеме, за пробив и на тие, условно пак ќе кажам, мали литератури, имајќи ги предвид предностите на технологијата? Несомнено дека може, тоа го покажуваат особено брзата дисперзија на информациите што денеска е овозможена со новите медиуми. Значи, тоа е еден огромен простор, нели, ако порано сме чекале книга од странство да ни стигне, не знам, XY недели, некогаш и месеци, сега можеме релативно брзо со нашите студенти многу лесно доаѓаат до статии, до научни трудови, до секако книжевни дела и така натаму. Дигиталните медиуми тоа го возможуваат. На тоа може да се гледа секако и како на можност, шанса нов за промоција и на сите литератури. Едноставно глобален е тој. Се разбира, тука е многу значаен повторно преводот. Се враќаме на многу значајната тема на преведувањето на македонската литература на други јазици, а тука Филолошкиот факултет е една од своите клучни мисии, ги има токму да остручува, да оспособува. Еве овие 70 автори тука, секој од нив сигурно има зад себе оставено уште неколку своји наследници во сферата на книжевниот превод, така што и тие се обидуваме исто така да ги стимулираме студентите во текот покрај овие работилници да учествуваат и на конкурси кои се посветени на младите преведувачи. Еве во соработка со делегацијата на Европската Унија се организира Вавилон новата генерација. Секако наши студенти учествуваат и на конкурсот кој го организира Сдруженијето на преведувачи и толкувачи на Македонија, и тамо исто така ги освојуваат првите наградите и признанијата, но многу побитно е дека учествуваат активно уште во текот на студиите и ги многу брзо, релативно брзо навистина, не само што ги стекнуваат оние основни, базични сознанија, туку учествуваат потоа и со преведување на вистина на многу значајни, клучни литературни творби кои денеска се создаваат на голем број јазици. Да.
благодарение на технологијата и на пристапот на технологијата. Секако еве како алатка која им како помага. алатка веќе јавна тајна е дека се користат и новите технологии, не е тоа ништо страшно, но најбитно е тие нијанси, а секако дека книжевноста, уметноста на зборот е во нијансите, во тие стилски регистри, во тие суптилности на јазичниот израз, во таа иронија, во таа, да речеме некогаш, во тие нијанси на изразот некогаш, дали една запирка ќе се стави, а тоа мора да го прави човекот, да не се лажеме. Не може машината. Машината може да го убрза процесот, да не мора да се внесува целиот текст рачно, меѓутоа и може и исто така во диалог, еве може да го споменам еден многу убав пример токму од нашиот факултет, колешката Елена Ончевска Агер, која што доби меѓународна награда минатата година од британскиот совет токму за користење на вештачката интелигенција во процесот на менторирање, бидејќи менторирањето е еден од најделикатните процеси, сите знаеме. Треба да се даде мотивација, знаење, во релативно кратко време некој да се остручи, да се оспособи, да се охрабри, особено во сферата на наставниците, во методиката. И тој проект беше презентиран и во УКИМ и за останатите единици. Тој проект покажа дека се разбира дека ако креативно, повторно, човечкиот фактор е клучен. Креативното користење на алатките е многу битно. Така е, да. Некреативното знаеме дека води до лоши резултати. И еве додека се обидуваме вака да ги препознаеме добрите страни на напредокот на технологијата, од друга страна сме соочени со големи предизвици во светот што се случуваат. И пак сега ќе се навратам на руската литература. Достоевски има речено убавината ќе го спаси светот. Верувате ли уште во моќта на литературата, во моќта на културата и уметноста, имајќи ги предвид сите овие предизвици со кои се соочуваме денеска, или е тоа само еден романтично ехо кое е останало од минатото? Би рекол дека секако дека создавањето убавина, или бидувањето со убавината, или рецепцијата на убавината, кога читаме, кога слушаме добра музика, кога одиме на добри изложби, гледаме добри филмови и така натаму, тоа секако му дава дополнителна вредност на нашиот живот. А тоа воопшто не е малку, особено во тешки времиња. Така што мислам дека тоа може да се толкува на многу начини. Убавината ќе го спаси светот. Нели, ако се става во различни контексти, секако треба да го видиме и во матичниот контекст на литературното дело, зошто е тоа таму кажано. Некогаш вадењето на цитатите знае да биде малку незгодно, но во суштина мислам дека е тоа една многу благородна идеја. Мислам дека тука може да зборуваме, да се вратиме уште во антиката за спојот на доброто и убавото, дека во секој човек има капацитет и потреба за убавина во природата, убавина во животот, убавина пред се во уметноста, и дека тоа во крајна линија не прави луѓе и нели во овие времиња кои имаат многу предизвици. Еве видовме и за време на пандемијата, ние во тие денови кога бевме дома, добар дел од нас главниот извор на надеж, бидејќи мислам дека уметноста секогаш ни нуди една перспектива на надеж, ни нуди перспектива и на критичко согледување на стварноста, што е исто многу битно. Мислам денеска како во секое време, но секогаш може да кажеме денеска како никогаш порано, било потребно и е потребно и едното и другото, нели? И критичко согледување на стварноста, но и една перспектива на надеж, а тоа убавината го дава. Така. Да не испадне дека инсистирам, но еве сакам сепак затоа што знам дека и кога се изучуваат книжевните дела, особено во историјата на книжевноста, некои автори, нивните дела, како настанувале, во кои услови настанувале, општествените политички услови во кои настанувале тогаш кога биле пишувани и така натаму, сето тоа зборува за една поврзаност. Ние не можеме да ја абстрахираме уметноста од времето и просторот во кој се создава. Па во таа смисла, каква треба да биде врската на литературата, на уметноста со општествените процеси или со политиката, конкретно? Јас, за да ви помогнам, ќе кажам, јас може би грешам, вие ќе ме поправите ако грешам, препознавам многу ситуации кога литературата била во служба на политиката, и уметноста, да речем. Но не препознавам обратни ситуации, каде што политиката го прегрнала уметникот или го прифатила
неговото дело за да се подобри самата себе си. Дали сум во право? Да, ова е една огромна тема која што вие отворате односот меѓу уметноста, книжевноста од една страна и политиката, политичкото, општественото и така натаму. Тоа е голема тема и вие што ги давате овие два екстреми сме ги сведочеле многу пати во историјата на уметноста, нели, од писатели кои биле под директно меценатство на владетели, кои некои од нив биле добри за своето време, некои навистина знаели да злоупотребат моќите и така натаму, нели, се до писатели кои биле во немилост. И денеска има многу такви писатели кои се во екзил, кои се во под различни форми на закана, кои не можат да живеат во средините во кои се родени и така натаму. Па дури постои таа естетика, литература на екзилот, нели? Секако, и тоа е една многу голема и многу интересна тема. Тука навистина има многу подтеми ова ваше прашање. Секако дека уметноста и затоа и уметноста од своите почетоци па до денеска мораме да ја разгледуваме контекстуално. Значи, ниедно книжевно или уметничко дело не можеме да го издвоиме од контекстот во кој е создадено и затоа се потребни студиите, затоа ги изучуваме јазикот, книжевноста и културата заедно. Значи, ние нашите катедри така и се вика, нели, македонски јазик, македонска книжевност и култура, или албански јазик и книжевност и така натаму. Значи, ние мораме да ги разгледаме во некакви политичко-општествени констелации делата кои се настанати. Но што е она што е интересно во уметноста и во книжевноста, што постојано човековото општество се менува, условите во кои се чита едно книжевно дело се менуваат. И нивната рецепција се менува. Значи, нешто што е настанато пред 50 години, пред 100 години, пред неколку века и така натаму, поинаку го читаме денеска, поинаку ќе се чита за можеби за 10 години, од една страна, значи тој елемент кој е секако многу значен, дека се менува и контекстот на рецепција, а сепак постои нешто што може да не поврзе и со дела создавани во други епохи, во други цивилизации, во сосема други култури, ние препознаваме елементи, некои основни, базични, најсилни елементи кои не засегаат и денеска. Так. Што е она што да се вратиме малце на современата литература и на она што е секако ваша специјалност, постојано сте во контекст. Што е она што на македонската литературна сцена би го издвоиле денес? Можеби не мора да биде конкретно, но како процеси. Дали препознаваме некои трендови кои можат да бидат, кои се појавуваат на површината како нешто за кое можеме да кажеме дека е добро што така се развива? Видете, многу е динамична сцената, се обидувам да ја следам во сите нејзини сегменти. Забележително е куриозитет, деновиве се објави бројот на учесници на конкурсот посветен на литературата за деца, поврзан со името на Оливера Николова, сосема оправдано. 50 и нешто романи ново настанати, значи последнава година во овој домен. Тоа е навистина една респектабилна бројка, особено ако имаме предвид дека првиот конкурс кој беше минатата година, присуствував на доделувањето на наградата, барем за финалистите, делата имаше многу пофални и убави зборови. Така што ете тој сегмент на литературата за деца кој можеби малку беше запоставен претходно, еден подолг временски период. Чисто ви давам пример колку може да биде стимулативен дури еден конкурс, колку потенцијал креативен има кај македонските писатели. Еве тука би го споменал секако и конкурсот Роман на годината кој се обидувам да го следам, навистина многу убави романи последниве години, не само победничките, туку и финалистите, некојаш и по широките листи, навистина дела со кои и многу ме радува што дел од нив доживуваат и меѓународна сериозна рецепција, преведување на други јазици и така натаму. Во сферата на поезијата посебно се обидувам да ги следам младите генерации, покрај се разбира етаблираните автори кои има одлични стихозбирки, многу интересни тенденции можат да се забележат, една доста динамична сцена, така што
Еве, можам да кажам дека имаме на вистина, еве, можам и да препорачам да ги следат македонските писатели, вашите гледачи, на вистина има многу интересни нови остварувања во сите жанрови. Така. И да го завршиме овој разговор со прашање кое се однесува директно на вас, на вашето творештво. Ве препознаваат како уметник, како поет, писател кој ги поврзува повеќе уметности. Ја на почетокот кога најавував кажав сликарство, музика, поезијата, нели сето тоа. Дали е тоа ваша лична определба да таму се пронаоѓате на тој начин на поврзување на сите тие уметности и дали тоа може да биде некаков модел за другите? Што им препорачувате на младите автори? Видете, јас не сум ни прв ни последен кој тоа го практикува. Уметностите се меѓусебно поврзани. Затоа и многу ми се допаѓа таа идеја дека уметностите се гранки од едно огромно дрво. И тоа го изучувам, го истражувам пред се научно. Тоа е примарното поле на мојот научен интерес во рамките на компаративната книжевност. Пред се ги проучувам односите меѓу книжевноста, ликовните уметности, но во последно време работам и на студии на односот книжевност, музика. Тоа го правеле уште најстарите поети во најстарите времиња, во најстарите епохи, глобално на целата планета. Тоа се прави денеска, нели го користиме терминот мултимедијална уметност и така натаму, која што интегрира елементи од повеќе уметности. Мене посебно ме интересира трансферот од една во друга уметност, значи тие интермедијални релации, и почнав доста спонтано и самиот да го практикувам во делот од своите дела. Го прават многумина, но не велам дека тоа е единствениот пат. Има многу патишта и практично секој уметник го бара, и секој автор го бара својот пат, и кога ние тоа го толкуваме од гледна точка на некаква интерпретација, секое дело бара ново читање, и тоа е она што е најубаво во уметноста. Уметноста ја промовира различноста на гледиштата, промовира, ја покажува богатството, всушност на, да се вратиме да ви доодговорам на тоа прашање зошто е уметноста толку многу значајна во сите времиња. Така. Ви благодарам многу за разговор. Многу ви благодарам исто така за поканата. Можеби не стигнавме да кажеме се за најновите изданија, можеби ако сакате по збор два само. Кажете повели. Еве, само ќе ги кажам насловите и да ги препорачам, секако вашите гледачи може да ги видат. Ова е едно многу убаво издание, Мит и драма, современи толкувања. Направивме една многу убава конференција која замислуваме да има второто продолжение ќе биде оваа година, посветен на митот и драмата, заедно со Факултетот за драмски уметности и со Институтот за литература, потоа едно од најновите споредбени студии француско-македонски јазични паралели на Маргарита Велевска и Мира Трајкова, нашите колешки. Исто така би сакал да го споменам и најновиот број на современа филологија кој беше неодамна промовиран, кој исто така е електронско списание, но правиме и примероци кои можат и вака да се видат, и се разбира, еве, можам да најавам дека во текот на оваа јубилејна година ќе имаме уште неколку многу значајни изданија, особено еве би го истакнал изданието на зборникот од минатогодишната конференција посветена на јубилеот 80 години од стандардизацијата на македонскиот јазик, но и ќе има и други навистина многу убави изданија кои се во подготовка. Така, фала многу уште еднаш.